Реакциите не престануваат откако владата усвои измени и дополнување на законот за данок на додадена вредност, со што ќе се укине ослободување од ДДВ за онлайн нарачки до 22 евра. Според државните органи, со овие измени ќе има позитивен ефект врз домашната економија и работењето на домашните компании. Од Асоциацијата за е-трговија велат дека ова предлог решение ги следи промените кои Европската унија ги направи пред неколку години, но од таму додаваат дека прашање е колку нашиот систем е подготвен за вакви промени, но и за тоа дека нема да влие позитивно на едукација на пазарот. Сметам дека треба сериозна припрема за ваквото решение од страна на сите оператори, тоа поштите за брзи пратки, царината. А во Европската унија има инаку one-stop shop систем со што данокот го наплатува продавачот, например маркетплейсот кој што ги продава производите го наплатува од купувачот, а купувачот нема никаков административен товар или процедури кои треба да ги сноси. Со оглед на тоа дека ние не сме подготвени со ваков систем, тоа ќе значи администрација и товар за купувачите, кои би се обесхрабриле од онлайн купување од надвор. Претходно од Министерството за финансии излегува со став дека со преземањето на вакви мерки и измени ќе се зајакне домашната економија и ќе се даде поддршка на локалните компании, како и за тоа дека ќе се отворат нови работни места. Со оваа мерка околу 4 милиони денари месечно, колку што во одредени периоди изнесува прометот кон странските онлайн платформи, ќе се пренасочат кон домашното стопанство. Овие средства ќе придонесат за развој на локалните компании, отварање нови работни места и исплата на повисоки плати на вработените. Измените ќе помогнат во намалување на сивата економија, имајќи предвид дека досегашниот систем овозможуваше злоупотреби, односно увоз на стоки ослободени од данок, кои понатаму се продаваат на домашниот пазар. По локалните избори се чека овој предлог закон за измени на законот за додадена вредност да се усвои. Со ова би се укинуло ослободување од плаќање ДДВ за производите од странство во износ до 22 евра. Тоа ќе значи автоматско поскапување на сите нарачки за 18%. Во моментов за пратки до 22 евра нема дополнителни трошоци, а за над 45 евра се пресметува царина и ДДВ. Овие измени на правила за електронска трговија доаѓаат во време кога енормно е порасната вредноста на направените онлайн трансакции. Официјалните податоци на Народната банка велат дека во првите 6 месеци од годинава направени се онлайн трансакции во вредност од 456 милиони евра, или близу 35%, повеќе споредбено со минатата година. Даночните експерти се на став дека интернет продажбата и е-плаќањето влие врз намалување на сивата економија. Тука се поставува прашањето: дали овие измени и зголемени давачки ќе влијат врз намалувањето на трендот граѓаните да купуваат по алтернативниот начин?